Централно издание на Дневникот. Добро вечер. Вчера околу 20 часот во полициска станица Кавадарци, 46-годишниот ТИ од Кавадарци пријавил дека врз него бил извршен физички напад од страна на неговата сопруга, 41-годишната ЗИ. Имено истиот ден во канцеларијата на приватна фирма во Кавадарци, ЗИ влегла и започнала со разни предмети да фрла по сопругот кој бил погоден во пределот на главата и телото. На лицето ТИ му е укажана лекарска помош. Неговата сопруга ЗИ била лишена од слобода и со истата бил извршен разговор, пошто поднала пријава против нејзиниот сопруг за сторено кривично дело телесна повреда, која турнал со цел да го одбие нападот. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Во продолжение за останатите настани на денот. Поддршката за земјоделците придонесува за поголем интерес за земјоделството. Митрополитот Петар ќе гради црква во центарот на Богомила посветена на Христовото воскресение. Волонтерите ги имаат најголемите заслуги за исполнување на целите на Црвениот крст. Бројните мерки во делот на земјоделието придонесуваат за зголемување на бројот на земјоделци. Од голема помош за земјоделците се и услугите кои ги добиваат од советниците на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Поддршката која ја дава државата во делот на земјоделието година низ година придонесува за зголемување на бројот на земјоделците. Од големо значење се и советите кои тие ги добиваат од советниците од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Велишкиот регион располага со голем број обработлива површина и се поголем број на земјоделци. Со историните канцеларии во Извор, Чашка и Теово, земјоделците навреме се информираат за сите мерки и поволности. Со претходен план, одредени денови да одиме во овие дисперзиони канцеларии. Тројца советници сме, се знае кој советник во кој ден треба да оди, на кое место треба да оди. Странките знаат предвреме се известени кога на кој ден која канцеларија е отворена, така да се со цел да бидеме поблиску до земјоделците и да ги насочиме кон правиот пат. Се разбира, не е само со совет да действуваме, ние действуваме и на терен со различни програми за заштита, за прихрана на различни култури. Ги следиме тие наши насоки и помагаме во однос на производството и на пласманот колку што можеме. Во последните години драстично е зголемена финансиската поддршка во земјоделството и руралниот развој. Од 20 милиони евра, колку што изнесуваа субвенциите во 2006 година, во 2016 година субвенциите изнесуваат над 140 милиони евра. Тоа придонесе се поголем број на земјоделци да го прошируваат производството, а оние кои не се занимавале, веќе почнале да се занимаваат со земјоделска дејност. Во тек е постапката за поднесување на барања, а сите земјоделци кои ги исполнуваат условите имаат можност најдоцна до 30 јуни оваа година да ги поднесат своите апликации до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Вчера попладне на магистралниот пат Градско Прилеп се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Фијат Уно со битолски регистарски ознаки и мопед Томос без регистарски ознаки. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мопедот кој е принесен во општата болница Кавадарци и е задржан на понатамошно лекување. По овластување на јавен обвинител, увид на местото на настанот извршила екипа од полициска станица Кавадарци. Езерото Младост е вистинско место за одмор и релаксација. Уредувањето на брегот на езерото дополнително ќе придонесе за зголемување на бројот на туристи. На оваа локација предвидено е да биде изградена типизирана населба. Продолжува уредувањето на брегот покрај езерото Младост. Голем дел од градежните активности се завршени. Поставени се летниковци, а набрзо се очекува летниковци да бидат поставени и од другата страна на брегот на езерото. Она што овој момент недостасува е светло. Градоначалникот Славчо Чадије вели дека локалната самоуправа веќе набавила неколку бандери за осветлување на делот околу летниковците. Следи и вработен човек кој што се грижи за целокупната ситуација во уредувањето, средувањето, посетителите, на кој начин ќе го
користат езерото Младост, тоа сепак останува и понатаму бесплатно користење, меѓутоа со следење од редарската служба на општина Велес. Градоначалникот најави и поставување на пристапни рампи до летниковците, наменети за лица со инвалидитет. Она што е повеќе од потребно се тротоарите, затоа што во викендите Велешкото езеро е многу посетувано од туристи од други градови кои во моментов пешачат практично на коловозот. Значи планираме да направиме една стаза, поготово од левата страна, што ја планираме понатаму да биде и делот на велосипедска патека. Значи ќе мора да се прилагодуваме према овие стандарди, ќе мора во догледно време да побараме дозвола за поставување на пешачки премини од едната на другата страна, нормално и да поставиме пешачки легнати полицајци. Дека езерото Младост е посакувана дестинација потврда е и фактот што е зголемен интересот за купување на плацови. Но оваа локација предвидено е да биде изградена е така наречена типизирана населба. Митрополитот Петар ќе гради црква во центарот на Богомила посветена на Христовото воскресение. Црквата треба да се постави во средината на селото за да може да ги собира граѓаните, вели владиката Петар кој е родом од Богомила. Нова црква во центарот на Богомила, посветена на Христовото воскресение, има намера да изгради преспанско-пелагонискиот митрополит Петар. За таа цел, тој оствари средба со градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски, како и со представниците на општинската администрација. Црквата треба да се постави во средината на селото за да може да ги собира граѓаните, вели владиката Петар, кој е родом од Богомила. Но, кажувам, немаме една црква која ќе биде токму во центарот на селото и од таа желба да се изради црква е подолго време се негува таа желба, па најверојатно сега дошло и времето, ако успееме да се договориме за да се најде најпогодното место и да се добие дозвола за градба, да изградаме една црква. Митрополитот Петар, освен изградба на црква, со намера е да ја возобнови и својата родна во спомен куќа во село Богомила. Локалната самоуправа ќе ги разгледа сите можности да излезе во пресред овие идеи да бидат реализирани. Преку здравиот начин на исхрана до подобро здравие, препорачуваат нутриционистите, да се избегнува термички обработената храна, а овошјето и зеленчукот да се консумираат секојдневно. Строго да се избегнува термички обработената храна, овошјето и зеленчукот да го завземат клучното место во менито на децата, но и на возрастните. Со тоа ќе се редуцира ризикот од многу хронични заболувања, како што се срцевите болести, дијабетесот, остеопорозата и некои видови канцер, препорачуваат нутриционистите. Најбитно што треба да се напомене е дека под здрава храна би требало да се смета органската храна, значи она која е обележена или означена со сертификат од соодветни институции, како таква како органска храна, и сето она свежа или сурова храна, популарно наречена. За една порција здрава храна, најважни се намирниците од која е направена, но посебно внимание да се посвети на начинот на кој таа е приготвена. Како препорака во овој пролетен дел од оваа сезона, препорачал на граѓаните да конзумираат повеќе овошје и зеленчук, како што кажав, го имаме барем во изобилие, да конзумираат месо и производи од месо и месни производи кои не се технолошки преработени, од житарици, исто житни култури кои се интегрални, значи со цело зрно. Од мастите и маслата би препорачал да избегнуваат да конзумираат оние видливи масти, а повеќе од маслата ако веќе се конзумираат, да се конзумираат ладно цедените масла. Да не се избегне, да не заборавиме една од најважната намирница на човекот е водата. Значи вода да пиеме 2 до 3 литри минимум дневно.
Македонија е земја која изобилува со природни ресурси, клучни во процесот на производство на здрава храна. Статистиката покажува дека македонскиот народ конзумира безбедна храна. Волонтерите ги имаат најголемите заслуги за исполнување на целите на Црвениот крст, вели председателот на Црвениот крст доктор Милчо Трајков. Тој смета дека волонтирањето придонесува за градење на хуманите вредности, особено кога станува збор за младата популација. Најголемите заслуги за исполнување на целите на Црвениот крст како најголема хуманитарна организација ги имаат волонтерите. Тие одвојуваат од слободното време за да помогнат, при тоа не барајќи ништо за возврат, вели председателот на Црвениот крст на Република Македонија, доктор Милчо Трајков. Волонтери има од сите возрастни групи, меѓутоа најголем број од волонтерите се од младите. Тие се тие кои што ги потекнуваат иницијативите, тие се тие кои што доаѓаат и бараат дали треба нешто да се помогне, имаат некои своји оригинални идеи со кои што би ја оствариле мисијата на националното друштво. Ја тука јавно им изразувам благодарност. Професионалците, но и волонтерите во Црвениот крст одговараат во случај на катастрофи, пружаат помош во парични средства, облека, но и храна, се грижат за безбедноста на разни настани. Во нивниот опсег се и ранливите категории, лица во социјален ризик, лица со посебни потреби, деца од згрижувачки семејства, но и грижа за лица од третото доба. Волонтирањето според Трајков, особено кои младите, придонесува за градење на хуманите вредности. Црвениот крст не е само собирање на крв и Црвениот крст не е само делење на помош. Црвениот крст е многу пошироко. Црвениот крст е тука да помогне во однос на дисеминацијата, на ширењето на вистинските човекови вредности, на мобилизирање на младите луѓе, се со цел да благодарение на мисијата која што го има ова движење, им помогне да се изградат како прави личности и да бидат корисни личности за средината во која што тие делуваат. Велешкиот Црвен крст е меѓу 4 најуспешни од вкупно 35 организации во Република Македонија. А како се подготвува и која е тајната за праженото кафе, дознаваме од прилогот на колешката Сања Левкова Ангелова. Кафето е повкусно кога е свежо мелено. Тазе праженото кафе и денеска представува вистинско задоволство за сите негови љубители. Порано мирисот на кафето се ширеше од повеќе дуќанчиња во Велес, но денес мирисот на тазе праженото кафе може се уште да се сретне во дуќанот на Слободан Сарагинов на градскиот пазар. Во самите дуќани, значи кафето нити знаеме кога е печено, нити кога е мелено, нити колку време е стоено во самите дуќани. Кога и на пример кога тоа ќе се вакуумира, можеме да му ставиме датум кога сакаме и не можеме да знаеме кога е точно испржено и кога е сомлено и колку време е стоено во дуќан. Затоа значи кафето колку е посвежо, како на моментов кога тазе пржите, тогаш е поквалитетно и аромата е највкусна во моментот. Тајната на вкусното кафе се крие во начинот на мелење, вели Сарагинов. Треба да се подеси финоќата за мелење на кафето, приведејќи некој бара за филтер кафе, појадро сомлено, некој пие како турско кафе и голема улога игра самото мелење на кафето. Не само велешани доаѓаат во дуќанот за да купат од фино меленото кафе. Сарагинов вели има муштери и од Кавадарци и Неготино. Уште во минатото се знаело дека кога се оди на гости, домакинките служеле кафе и локум. Ова сладко задоволство постои децении како традиција. Во првите 4 месеци од годинава авиотранспортот бележи значителен раст. Министерот за здравство Никола Тодоров напомена дека на пазарот во Република Македонија за медицински цели ќе бидат достапни препарати од коноп кои ќе се користат за малигни заболувања. Вести од Македонија. Двоцифрена стапка на раст во авиотранспортот во земјава. Ако лани беше рекордна година со превезени 1.560.381 патник, што представуваше зголемување од 22% во однос на бројот на патници и од 11% во однос на вкупниот број на операции. Во првите 4 месеци од годинава растот забрза, анализира веб порталот Лидер.
Во периодот од јануари до април се превезени 486.968 патници, што представува пораст од 28% во однос на истиот период од 2015 година, со зголемување на бројот на операции, односно на полетувањата и слетувањата за 15%, покажуваат статистичките податоци на операторот ТАВ Македонија. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле е еден од најбрзо растечките во Европа, кога се во прашање малите аеродроми, а Скопскиот Александар Велики полека прераснува во регионален центар. Политиките за привлекување нови компании кои оперираат од и до македонските авиопристаништа, зголемениот број дестинации, ефтините билети, субвенциите, инвестициите во инфраструктурата, комплетно ја променија сликата за македонските аеродроми, оценува вице-премиерот Зоран Ставревски. Доставени се 2 барања до Агенцијата за лекови и медицински средства за увоз на суровини за производство на препарати на база на канабис. Тие се одобрени и се очекува суровината за производство да биде во Македонија до крајот на следната недела. Ова го истакна министерот за здравство Никола Тодоров. Тој воедно информираше дека до Агенцијата за лекови и медицински средства поднесено и едно барање од приватно лице или, како што рече, сериозна фармацевтска компанија за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп. Тодоров напомена дека на пазарот во Република Македонија за медицински цели ќе бидат достапни препарати од коноп кои ќе се користат за малигни заболувања, за заболени од мултиплекс склероза, заболени од ХИВ и тешки епилептични синдроми од детска возраст. Министерот за здравство информира дека е донесен правилник со кој се регулира ставањето во промет на препаратите од коноп. Напад врз рафинерија во Ирак, најмалку 11 лица го загубија животот. За 2 недели во Тирана првпат ќе се одржи заседание на парламентарното собрание на Алијансата на кое ќе учествуваат 700 пратеници. Свето денеска. При напад на рафинерија за преработка на природен газ во ирачкиот град Таджи загинаа најмалку 11 лица, а околу 20 се ранети. Според ирачката полиција, нападот започнал со експлозија на автомобил бомба пред влезот на рафинеријата, пошто во објектот упаднале најмалку 6 вооружени напаѓачи кои носеле поеси со експлозиви на себе. Безбедносни извори соопштија дека полицајците што ја обезбедувале рафинеријата отвориле оган врз напаѓачите, кои возвратиле на огнот, ранувајќи најмалку 15 полициски припадници. По упадот напаѓачите го активирале експлозивот, предизвикувајќи пожари во 3 депоа за газ. Исламската држава ја превзеде одговорноста за нападот врз рафинеријата во Ирак. Најмалку 25 лица загинаа кога бомбаш самоубиец се разнесе меѓу група регрути во воена база во јужниот јеменски град Мукала. Според безбедносни извори, при нападот се повредени уште најмалку 25 други лица кои се пренесени во локалните болници. Ова е втор бомбашки напад во Мукала во изминативе неколку недели, откако владините сили минатиот месец ги потисна борците на Ал-Каеда, кои до тогаш имаа контрола врз градот. Од 27 до 29 мај во Тирана за прв пат ќе се одржи парламентарното собрание на Алијансата на кое ќе учествуваат 700 пратеници. Како што изјави пратеникот на владеачката социјалистичка партија на Албанија и председател на албанската делегација во НАТО, Пандели Мајко, Албанија како земја членка на НАТО ќе го пречека парламентарното собрание на НАТО. Неговото одржување во Тирана е еден квалитет во промената на меѓународниот статус на Албанија. Во текот на 3 дена, според Мајко, ќе стане збор за тешките предизвици на Алијансата во иднина. Албанија заедно со Хрватска доби покана за членство во НАТО во 2008 година на самитот на Северноатланската алијанса во Букурешт. Денес имавме променливо облачно време со локални врнежи од дожд. Да погледнеме какви временски услови не очекуваат во текот на новата работна недела.
Почитувани гледачи, тоа беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.